мислам дека една од главните цели на Трамп е всушност да предизвика едно занишување на глобалното лидерство. Што тоа значи? Прво, имаме подем на еден економски национализам. Мислам дека тоа е една од главните стратешки цели со овие одлуки на Трамп. Економски национализам, ние аналитичарите би го дефинирале како една состојба во која што секоја земја ќе ја преиспита својата економска моќ, своите производствени капацитети и ќе преиспита како може да се справи со глобалните предизвици. Значи, со овие последни одлуки, Трамп всушност на кантарот на глобалната економија прави издигнување на тој некој економски, да речам, национализам. Меѓутоа, со тоа што всушност се предизвикува, веќе светските лидери се ставени на тапет и нивното влијание ослабнува. Сметам дека не може да има победници во атмосфера на трговска војна. Може само да има земји кои што успешно ќе се издигнат, ќе навигираат или геополитички ќе го зголемат своето влијание, или едноставно ќе паднат и ќе се сведат на ниво да веќе преговараат со САД за намалување на тие даночни ограничувања. Сметам дека нема да дојде до никакви преговори, да речеме помеѓу САД и Кина, во однос на Кина